Општина Виница од Министерството за финансии бара структурна обврзница за да ги исплати долговите направени во времето на претходното раководство. Со 12 милиони денари, освен што ќе се исплатат доверителите, општината ќе ја задржи ликвидноста на буџетската сметка. Постапката е веќе почната, а најдоцна до март Министерството треба да одговори. Земаните пари ќе треба да се вратат во рок од 10 години. Условите за користење рокот и каматата ќе бидат одредени со склучувањето на договорот помеѓу Министерството за финансии и општината. Со половина од средствата, односно околу 6 милиони денари, Виница ќе си го плати за останатиот долг кон Министерството за финансии, а со останатите ќе го подмири долгот кон Виничкото комунално предпријатие, како и кон градежните фирми кои асфалтирале и поплочувале тротоари. Според Петков, наместо да се земат кредити, структурната обврзница е најповолниот начин за да се обезбедат пари и платат за останатите долгови. Имаме значителна сума и кон градежни фирми за поплочување на улици и тротоари, исто така за изградба на фекална канализација. Тука имаме до 30 септември, значи имаме неисплатено 3 паушали за советниците од претходниот состав. Предходно и општина Штип почна постапка за барање на обврзница. Нивното барање беше за наменска и парите ќе беа наменети за изградба на капитални проекти. Иако Министерството за финансии даде зелено светло, владата не најде можност барањето да го стави на владина седница, пошто постапката заврши во вода.